Едина дека се зборуваше за тоа, оти нема догматски пречки жената да биде свештеник. Тоа е делимично точно. Нема, досега не се изразила црквата по однос на тоа дека жената не сме да биде свештеник. Меѓутоа, целото предание до сегашно 20 векови и уште дополнето на тоа пак дека нема догма за тоа дека жената може да биде свештеник, ни објаснува друга страна на нештото. А тоа е дека за да се каже правилно и точно, потребно е познавање на многу факти низ историјата на црквата. Догматското учење не е променливо и тоа не може да се промени. Преданието на црквата е делимично променливо и тоа може до некаде да се промени. Меѓутоа ќе рече човек, па зошто тогаш, ако такви се фактите, не може жената да биде денес во 21 век свештеник. А се знае дека Третиот Вселенски собор пропишува дека жената може да биде ѓаконица, ама после 40 годишна возраст. Исто како што каноните пропишуваат ѓакон не треба да биде помлад од 25 години, а свештеник не е помлад од 30 години. Тоа значи 40 годишна возраст е некоја вообичаена возраст, ако жена останала вдовица, да може да се посвети да биде ѓаконица во црквата. Меѓутоа, ќе рече човек, па зошто денес немаме ѓаконици? Нема, браќа и сестри, затоа што ни стекот на развојот во црквата се покажала една служба која е надмината. Затоа што во првите векови се крштевале жени на возрастни, значи не како деца, како денеска, и потребно било некој да ги поземи од крштевањето. А знаете, кога човек е потопен во водата на крштението, може да му се познаваат разни облини, какви што жената ги има. За да не биде неприкладно нејзе да ја прифати маж, се ракополагале ѓаконици да го извршат тоа. Меѓутоа, веќе одавна таа служба на жената е надмината, затоа што веќе немаме жени кои повозрастни крштеваат. Сето ова ќе ви рече зошто го кажуваш денес владико на празникот на Пресвета Богородица. За да го поврзиме значењето на службата на жената во црквата, во службата на Богородица, браќа и сестри, се надминуваат сите служби, освен Христовата. Христос доаѓа како спасител, Пресвета Богородица не доаѓа како спасител. Меѓутоа, спасителот не можеше да биде роден без Пресвета Богородица. Тоа значи, таа е нашиот чекор кон спасението. Многу пати говориме во годината за Пресвета Богородица и на акацистот која се чита во Великиот пост и на празниците на Богородица во кои ги има преку годината. Меѓутоа, од сите
резимиња на таквите празници, го добиваме сознанието, она што го слушаме на литургијата, нема некоја која е почесна од херовимите и пославна од серафимите. Не е само жена, пазите, и маж нема тако. Затоа црквата ја има службата на жената собрана во ова служење на Пресвета Богородица. Значи, не е служба само да се биде свештеник, не е служба само да се биде ѓакон или епископ, уште. Служба е на жената некој да постави трпеза, некој да ги поучи децата што ќе треба да бидат крстени. А тоа може да го прави жената. Значи, таква служба ја има жената уште од времето на Пресвета Богородица. Таа е она која најмногу се грижела да преуспее црквата. И тоа е логично, затоа што таа го раѓа чинителот на спасението на светот, тоа е Господ Христос. Што значи без неа ние не ќе имаме спасение. Затоа толку пати го славиме нејзиниот празник. Значи, на кого славиме рождество? Само на Господ, на Божи, на Свети Јован Претечо, кој е најголем роден од жена, и на Пресвета Богородица денес го славиме раѓањето на нејзино. Раѓање друго не славиме во црквата, зашто раѓање се смета денот на упокојувањето. Ова се за колку луѓе може да биде милива работа. Се родили како никош да не се родиле. Колку луѓе има такви? Милиони, јас да речам, вие да речете за милијарди. Ама многу е важно, затоа рождеството нечие да добие печат во неговата заминување од овој свет, односно раѓањето за вечен живот, а тоа е денот на упокојувањето. Затоа црквата го чека до крај нашиот исход од овој живот. Оти човек може, како што може во последниот ден да го заслужи Царството Божјо, како што тоа, знаете, разбойникот на крстот го направи последниот ден, цел живот бил разбойник, во последниот ден му вели Господа, тој што бил десната страна распан на Господа. Спомни си, Господи, за мене во Царството Божјо. И во тој последен дел тој го заслужи Царството Божјо. Има многу луѓе кои во последниот ден на животот се покажувале цел живот побожни, а на крајот, кога требало да ја посветочат верата, се покажувале недостојни за неа. И не го примиле последниот благослов. Ние да не бидеме меѓу таквите, браќи и сестри, да бидеме континуирани во животот на побожноста, да покажеме резултати во животот на побожноста. Тоа од нас го очекува самиот Господ. Тоа од нас го очекува црквата, која е тело на самиот Господ. Тоа од нас го очекува дури и оние кои се нецрквени луѓе. Колку пати сте слушнале тие нецрквените велат, овој црквен човек и зошто вака постапува? Зашто не е за очекување црквен човек да постапува нецрквено. Бесмислено е, не само што не е за очекување, туку бесмислено е да се учиме едно, тајве како што се поучуваме во црква за едно, а да живееме друго. Со животот во црквата треба да се спротиставиме на стихиите од овој свет. А стихиите од овој свет сите во смрт, неизоставно.
Нема тука за некого мајка за некого маќа. Смртта секого го ништи. Само што ние токму во црквата наоѓаме лек за бесмртност. И нема друг лек за бесмртност, освен во црквата. Затоа и ги славиме овие празници, затоа се поучуваме од нив, затоа што ни даваат смисла на животот. Иначе, зашто сега можете и ние како другите нормални во наводници луѓе да се напиеме по една ракија на сабајле или да јадиме локум или нешто и кафе, нешто да се напиеме. Што бараме во црквата? Од сабајле сум се забрал јас од битоа доаѓам да служам. Затоа што надежта наша е голема. Не може да ме изманипулира некоја награда. Нема награда за тоа. Наградата е толку превасходна, толку превозвишена, таа е живот вечен. И што може поголема награда човек да има од таа награда? Ако верата во суштина наша е вера во тоа дека ќе добиеме живот вечен, не како што ќе слушнете многуите, си верува, тој верува во некој Бог. Па и постои таков човек што може да биде толку наивен да мисли дека овој свет не е створен од Бога. Ама тоа не е доволно да веруваш дека светот е створен од Бога. Што има тоа значење за мене, за тебе, за секој од нас? Тоа што какво значење има? Затоа е потребно да се трудиме да си ги објаснуваме овие работи. Почна проповета, видете, со една современа, можеби, тема, ама современа од една страна е тема, од друга страна може да биде само информација. Трудете се информациите што може да бидат и религиозни, што може да бидат и за Бога, може да бидат за Пресвета Богородица, да ги разликувате што е информација, а што е учење на црквата кое е суштински значено за нас. Што информации денес и религиозни може да имат. Не знам, интерес може да има, еве, читате овие портали што се религиозни во Македонија, читате кој владика кого го тужел, па овај новинарот се брани, па не знам. И тоа се вика информација, да, може да го знаете, ама и без да го се живее. Ама без знаењето дека Господ е и Бог и човек, не се живее. Значи, немам спасение едноставно, ако не знам дека спасението ми е само од Бога и од човека, а тоа е Христос. Тоа е голема разлика. Тоа е разлика која треба да ја разпознаваме, да ја знаеме, да се трудиме да ја живееме. Тоа е начин на живот, браќи и сестри. И затоа да ја имаме помошта Божја, да се трудиме Господ да го измолиме да биде милостив кон нас. Како што бил милостив на многу генерации пред нас и ќе биде милостив со многу генерации после нас. А Пресвета Богородица, која е мајка наша, да биде секогаш застапничка пред Бога. И таја да биде милостива застапничка на сите во сите векови. Слава ти, Господа!